Имаме пушачка нација. Во однос на алкохолот имаме слични резултати како и во другите држави, а марихуаната е најчесто користена дрога. Ова е констатација на Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Мажите користат повеќе супстанции за разлика од жените кои повеќе користат седативи. Влијанието на психоактивните супстанции врз здравјето на луѓето е одамна докажано и документирано. Како дополнување на медицинските аспекти на проблемот кои се резултат на директното влијание на психоактивните супстанции врз здравјето, други форми на штетности представуваат ризик фактор не само за лицата кои користат психоактивни супстанции, туку и за луѓето со кои тие доаѓаат во контакт. Во оваа смисла од институтот ги посочуваат последиците кои доаѓаат од предозираност, а тоа се траума, самоубиство, ментални нарушувања и болести, инвалидитет и онеспособеност и прерана смрт. Земјите на југоисточна Европа се коридор за пренос на дроги, особено хероин, кон земјите на Западна и Централна Европа, така наречената Балканска рута. Република Македонија лежи токму на патот на оваа рута во светот, така што дел од илегалните дроги остануваат и се дистрибуираат и во нашата земја. Неколку истражувања за употребата на дроги, тутун и алкохол од страна на учениците на возраст од 11 до 16 години се спроведени во Република Македонија во изминатиот период. Употребата на илегалните дроги е околу 2%, но загрижува фактот што таа има тренд на пораст и е поврзана со возраста, така што на 15 и 16 годишна возраст веќе околу 5% од децата искажале дека во дотогашниот живот пробале барем еднаш до 2 пати марихуана. На возраст од 15 до 64 години активно пушат 46% од граѓаните, 65% консумирале алкохол, 24% во текот на последниот месец користеле седативи, а околу 40% барем еднаш земале седатив во текот на последниот месец. Во текот на животот околу 9% имаат земено каква било илегална дрога, а најчесто е застапена марихуаната со 8,2%. На возраст од 15 до 34 години активно пушат 40,2% од граѓаните, 76% консумирале алкохол, 14% во текот на последниот месец користеле седативи, околу 60% барем еднаш земале седатив во текот на последниот месец, а околу 15% земале канабис. Сите овие параметри произлегуваат од резултатите од истражувањето употреба на психоактивни супстанции меѓу општата популација во Република Македонија, чиј извештај беше презентиран од страна на Институтот за јавно здравје. Со истражувањето биле опфатени 5005 испитаници во Скопскиот регион. Се до оваа година недостасуваа податоци за преваленцата на употреба на психоактивни супстанции од страна на возрастните лица на национално ниво, но со поддршка на Министерството за здравство и согласно упатствата и поддршката на Европскиот центар за мониторинг на дроги и зависност од дроги од Лисабон, Институтот за јавно здравје беше координатор на проектот Глобално популационо истражување за дроги кое се спроведе за првпат во Република Македонија на национално ниво. Значајноста на оваа студија на пресек произлегува и од можноста за првпат да се споредат нашите резултати со резултатите на другите земји во Европа кои ја спроведуваат студијата по истата методологија. Добиените сознанија од студијата според Институтот представуваат голем придонес во јавното здравство, имајќи во предвид дека представуваат основа за креирање на идните политики во борбата против зависностите од психоактивни супстанции, а со цел за заштита на здравјето на нашето население.